Со пораки за сочувство и огромно жалење до семејствата на 14-годишната Вања и 74-годишниот Панча, започна комисиската расправа за буџетот за 2024 година. Иако станува збор за момент кој е премногу тежок за сите, мора да се испочитуваат роковите во деловникот за да може да се изгласа буџетот до крај на месецов, појасни председателот на Комисијата за финансирање и буџет Бојан Стојановски. Владата идната година планира да собере околу 5 милиарди евра или 10% повеќе од годинава и да потроши околу 5,5 милиарди евра. Дефицитот ќе е 545 милиони евра, а буџетската дупка ќе се покрива со домашно и странско задолжување од околу 1 милиарда. Скроениот буџет пред пратениците го образложуваше министерот за финансии. Бесими тврди дека до година нема да има нови даноци. Се издвојуваат 1,5 милиарди денари за мерки за ранливите категории, заплати се проектирани околу 600 милиони евра, кои се за 10% повисоки во однос на 2023 во кои се вклучени повисоките плати на функционерите и на администрацијата. Овдека се очекува економско заздравување и забрзан раст, усогласување на проекции на приходите со планираните движења, продолжување на процесите на фискалната консолидација, преку намалување на нивните буџетски, интенсификирање на конвергенцијата кон ЕУ, приоритетите што се однесуваат што произлегат од членството на НАТО. Опозицијската ВМРО ДПМН подготви 250 амандмани. Ке бараат намалување на даноците, обезбедување пари за оброк за студентите, кратење на непродуктивни трошоци. Реагираат е нејасно како влада која нема шајка за ковано проектира 733 милиони евра капитални инвестиции. Највисок во историјата, неразвоен, нереален, креиран без концепт, нема јасна визија и е поставен на основи кои што се неодржливи. Формиран без одржлива стратегија која е насочена кон реален развој на економијата. Најголемиот досега дури 5,5 милиарди евра. Ке одиме дел по дел. Ова е буџет со висок буџетски дефицит од 3,4% или 545 милиони евра, кој ќе донесе огромен јавен долг од 63,2% од бруто домашниот производ. Од Фискалниот совет во оценка за буџетот посочуваат дека власта мора да има алтернативи доколку не се остварат макроекономските движења поради крашливоста на меѓународните услови. Советот предлага да се прекине праксата на високо проектирање на капитални инвестиции кои подоцна се префрлаат за тековни расходи. Буџетските расходи наменети за плати и надоместици предлагаме да се алоцираат и да се управуваат по принципот на продуктивно перформирање, што значи да се дефинираат клучни индикатори за резултати на работење по работните места за секој вработен. Комисиската расправа трае околу 10 работни дена, пошто буџетот треба да помине на финален филтер на пленарна седница.